Денес ќе ви биде прикажан еден модел на тренинг, а во продолжението на емисијата ќе ви го објасниме системот на надпреварувањето во борењето, а доктор Владко Миташев ќе зборува за така нареченото боречково и за начинот на намалување на килограмите. Голем е бројот на гледачи кои присуствувале на надпревар од борење живо или на малите екрани, а многу е мал бројот на гледачи кои присуствувале на тренинг. Едно од целите со прикажувањето на овој тренинг е да им се возможи на поголем број гледачи да ја доловат атмосферата на тренингот. Како и во другите спортови, така и во борењето, тренингот започнува со загревање кое во однос на другите спортови е поспецифичен и обично се изведува во движење и во место, во стоечка и партер положба, а сето тоа се возможува бидејќи тренингот се изведува на душица. Борењето е спорт кој бара максимално да се загрее секој дел од телото, за да може борачот што подобро да се вклучи во вториот дел на тренингот или да не дојде до некоја повреда. За време на загревањето се користат разни движења од општ карактер, како и специјални вежби кои се многу блиски на елементи од борењето. Во моментов можеме да видиме такви движења, тоа се всушност чекори кои се користат за изведување на техниките од стоечка положба, односно така наречени бочни фрлења. А вторите движења се имитација од влегување за нозе и едните и другите се користат како за загревање, така и како предвежби за учење на техники. Загревањето, како што напоменав, понатаму продолжува во место и започнува од горниот дел на телото па надолу, односно движења во зглобовите на рацете и рамото, а движењата се повторуваат како во едната, така и во другата страна. Однаква е важноста при загревањето на секој дел од телото, но посебно внимание му се посветува и на трупот, карличниот и препускиот дел. Препускиот сет често пати се користи во тренажниот процес, бидејќи со таа вежба се подобрува силата во нозете и карличниот дел, а и за подобрување на флексибилноста во нозете. Препускиот сет се користи и како предвежба за учење на техниките од партер, бидејќи во таа положба многу пати може да се дојде за време на борбата. Боречкиот мост е карактеристичен за борењето и му се посветува големо внимание во целиот тренажен процес. Боречкиот мост има повеќе намени. Во почетокот на тренингот се користи за загревање, пред се на вратната мускулатура и истегнување на мускулите на предниот дел на телото, а се користи и за јакнење на мускулите на вратот и мускулите на целото тело, а служи и за подобрување на координацијата и флексибилноста кај борачите. Со постојањето во положба на боречки мост, понатаму се изведуваат движења од оваа положба, а тоа се пирети, односно префрлување од боречки мост во преден мост и обратно. А ова знаат нашите борачи да го направат од 100 до 200 пати за време на еден тренинг. Следно движење од боречки мост е така наречено кружење во боречки мост. Тоа се прави на таков начин што главата на борачот е фиксирана, а погледот постојано во ист правец и имаме движење со нозите во лева, односно во десна страна. Гимнастичкиот мост исто така многу се користи за време на тренингот и од негова положба може да се направат исто така пируети во гимнастички мост, кружење во гимнастички мост, при кое многу се заекнуваат мускулите на рацете и раменскиот дел, а при тоа се подобрува и флексибилноста кај истите. По загревањето се работат вежби за дозагревање, односно имитација на борба или техника, индивидуално, а тоа се така наречени влегување за една или две нозе, одбрана од нозе, доаѓање во мост од стоечка положба и многу други вежби.
Системот на надпреварување е изработен од Светската боречка организација ФИЛА, односно правилата и пропозициите кои од година во година се во фаза на усовршување. Борењето се дели на борење во слободен и гречко-римски стил. Често е поставувано прашањето која е разликата помеѓу овие два стила. Борењето слободен стил повеќе е познато на нашите гледачи, во него е дозволено фаќање и изведување техники на сите делови од човечкото тело, а во борењето во гречко-римски стил е забрането фаќање под колковите, односно за нозе, и употреба на нозете со цел да се собори противникот или изведе акција како подсечки, блокади, препки, вкрстување нозе или со нозе и слично. Во поново време е вклучено и женското борење само во слободен стил и кај нив е забранета само техниката во партер, дупли нелзон, тоа е фаќање со двете раце позади под нејзините раце и врз вратот. Надпреварувачкиот дел во борењето се одвива пред се во поединечни надпревари, а и екипни надпревари. Меѓународните надпревари како најголемо поединечно првенство ја имаат Олимпијадата која се одржува секоја четврта година. Потоа следува светското првенство кое се одржува секоја година, освен во годината на Олимпијадата не се одржува. Континенталните првенства се одржуваат секоја година, меѓународните турнири од А категорија има секоја година и тоа традиционално на сите континенти. Од екипните првенства најистакнато првенство е Светскиот куп на кој учествуваат 8 најдобро пласирани нации од последното светско поединечно првенство и Купот на европските шампиони кој се одржува секоја година само една година во слободен стил и една во грчко-римски стил. Во нашата држава се работи според правилата и пропозициите на ФИЛА. Во нашиот систем се вклучени поединечни државни надпревари за сите возрастни категории, деца, кадети, младенци и сеньори и екипен лига систем за сеньори и кадети. Во меѓународните надпревари се опфатени 3 возрастни категории: кадети до 17 годишна возраст, младици до 20 годишна возраст и сеньори од 17 годишна возраст па натаму. Во кадетската возрастна категорија има 10 тежински категории, во младинската возрастна категорија има 9 тежински категории и во сеньорската возрастна категорија има 8 тежински категории. Една од најчестите повреди што ја стекнуваат борачите во текот на својата кариера представува така нареченото боречко уво или од хематома. Од хематомот по честотата завзема можеби прво место во сите тие повреди. Сепак треба да се спомнат и повредите на меките ткива и на зглобовите и тетивите во кај борачите. Од хематомот настанува на начин што под дејство на тапа, сила или прекомерно триење на ушната школка доаѓа до формирање на крвен подлив измеѓу кожата и раскавицата на ушната школка. Треба се напомене дека е покарактеристично за помладите борачи, бидејќи кај постарите борачи, со оглед на тоа дека на местото на формирањето на овој хематом се ствара сврзно ткиво, појавата е по-ретка. Веднаш да кажем дека се работи за безопасна појава, односно болест, бидејќи освен козметскиот дефект не предизвикува други проблеми кај борачите. Дури може да се напомене дека многу од борачите се поносни на тоа, бидејќи е карактеристично и по изглед и по форма таквото уво и таквите спортисти веднаш се познаваат дека се борачи. Дури постоеа школи порано каде младите борачи во текот на почетните своји тренинзи нарочито предизвикуваат такви повреди, за да кога ќе дојде ред во својата кариера да се надпреваруваат, односно професионално се занимаваат со тоа, не стекнуваат такви повреди, односно не бидат оддалечени за тие неколку дена колку што ќе биде повредата од спортските надпревари. Опасности реков дека нема, не треба да се прави табу од тоа, едноставно болеста е безопасна и карактеристична за овој спорт и нема никакви причини да се од тоа прави проблем, односно не треба младите борачи да сметаат дека еве со појавата на таа на тој од хематом дека нешто доаѓа до некакво нарушување на здравјето. Едно од најпоставуваните прашања во современото борење е начинот на симнување на килограми кај борачите. Ова не е проблем само кај борењето, него е присутно и кај другите спортови, така да воопшто не се работи за кинење на килограми само во боречкиот спорт. Реков дека тоа е појава во целокупниот, да го наречам, професионален спорт, што
се одвива на спортското поле. Зошто велам дека е тоа така? Современиот спорт и големата конкуренција што владее меѓу спортистите наведува до кинење до потребата од симнување на килограми, бидејќи со поставувањето на борачот конкретно во по-мала категорија по своите килограми со оглед на веќе стекнатата снага се постигнуваат поголеми успеси. Мора да се напомене дека доколку е контролирано ваквото симнување на килограми, дури представува корисна работа, односно возможува поголеми успеси. Велам контролирано, бидејќи секој спортист, па така и борачите, мора да знаат дека симнувањето на тежината оди на штета на масните наслаги на организмот, додека се користат витамини, се користат белковини и јаглени хидрати кои се по друга страна неопходни за работа на како на мускулите, меѓутоа така и на срцето и на централниот нервен систем. Која храна би била корисна во овој случај, а која штетна? Не се употребува масна храна, не се употребуваат висококалорична храна и не се употребува јако зачинета и пржена храна. Додека од друга страна се препорачуваат витамини, се препорачуваат јаглени хидрати во облик на тестенини и се препорачуваат овошје и зеленчук. Ниеден спортист не треба да си дозволи да мора да симнува килограми повише од 3-4, бидејќи така, навистина, за краток период ќе дојде до пореметување на организмот, меѓутоа доколку се работи за мало симнување на тежината до 3-4 килограми, тогаш во тој период од околу 15 на 20 дена, доколку за време кое траат тие припреми за по един настап, ваквата појава не може да се сматра за штетна.